Благодарам, повелете прашање. За политичарите и функционерите нема да политика, нема застанување на личните дела. Од друга страна се спомнува, се најавува исто така од власта варијанта ветинг по правосудството, дали домено одговоруваме или подеше такива закони кои што се против застанување на личните дела и за евентуално ветинг по правосудството. Ајде најпрво парцелно да ви одговорам за во однос на застарувањето на делата. Во СДСМ внатре малку се конфузни. Заев бара преиспитување на уставноста на членот 353 од кривичниот законник, додека пак Кирацовски бара да нема застарување на делата. Така да нека се преиспитаат зашто се и да не бидат толку конфузни. Во однос на сепак за тоа се работи за уставна измена. Потребно е уставна иницијатива да се отвори уставот и веднаш потоа да се разгледува што и како ќе се менува во законот. Во однос на ветингот, апсолутно е потребен ветинг, да не речам во секое време, меѓутоа треба се опфати ветинг не само за сегашните или за оние именувани лица во правосудството, туку треба да се отпочне ветинг буквално и за сите претходно, но и да се отпочне ветинг и за сите политичари во Република Македонија, бидејќи сепак ветингот треба да го врши влада која што нема инкриминирани действија. Така да, еве, ние апелираме да се отпочне и со ветинг за политичарите, буквално за секој еден политичар кој што бил на функција или во моментов е на функција или ќе следи на функција. Значи би поддржале и ветинг во правосудството? Како што реков, ние сме за ветинг, меѓутоа и ветинг кој што ќе ги опфати и политичарите, а не само одредена структура на институции, на вработени во институција, затоа што сепак ветингот треба да го прават луѓе кои што немаат инкриминирачки действија. Во моментов ветинг предлага влада, која што, да не речам, во гуша е заглавена во секакви криминали и разноразни обвинителски постапки кои што се отворени, но сепак се застанати благодарение на обвинителството. Така да потребен е ветинг и на политичари, и оние што биле на функции, и оние што во моментов се на функција, но и оние кои што ќе дојдат на функција. Како што реков, најпрво нека се договорат внатре во партијата Зоран Заев и Кирацовски, бидејќи многу конфузно настапуваат. Едниот е за едно, другиот е за друго, бидејќи сепак тоа е отварање на устав, се работи за уставна иницијатива, а и треба да го видим и целосниот предлог како ќе треба да им биде приложен во собранието, па веднаш потоа ќе разговараме. Благодарам.